Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А во ова издание 10-мината осомничени руски шпиони во САД ќе се појават пред суд да се изјаснат по обвиненијата, во време кога медиумите шпекулираат дека САД и Русија може да направат размена на шпиони. Во Норвешка и Германија пак уапсени 3 лица поврзани со Ал-Каида за наводен заговор за терористички напад. Деталите во продолжение. 10-мината осомничени руски шпиони во САД ќе се појават пред суд во Њујорк за да се изјаснат по обвиненијата во време кога медиумите шпекулираат дека САД и Русија може да направат размена на шпиони. Адвокатот на една од осомничените, Ана Чапман, очекува брзо решавање на случајот и дека е можно неговата клиентка да се спогоди за да се изјасни за виновна, пошто би била депортирана од земјата. Предходно, семејство на рускиот научник Игор Судјагин, кој издржува казна затвор во Русија за наводна шпионажа во корист на САД, соопшти дека може да биде разменет за осомничените за шпионажа во Соединетите Американски држави. Тројца осомничени членови на Ал-Каида се уапсени во Норвешка и Германија под обвинение дека, како што тврдат норвешките и американските власти, заговарале терористички напад сличен на оние во САД и Британија. Двајца биле уапсени во Норвешка, а еден во Германија, откако биле наблюдувани преку една година. Властите веруваат дека осомничените планирале напади со мали, но моќни експлозивни направи, како оние што требало да се употребат во спречениот напад во подземната железница во Њујорк минатата година. Сличен заговор беше прекинат и во Манчестер, Британија. Според весникот Wall Street Journal, британскиот нафтен гигант British Petroleum ги интензивира напорите за запирање на излевањето на нафтата од потонатата платформа во Мексиканскиот залив неколку недели порано од предвиденото. Боб Дадли, кој е одговорен за контрола на излевањето, изјави дека споредните канали за намалување на излевањето може да бидат комплетирани до 27 јули, но дека постои опасност планот да не биде реализиран поради лоши временски услови. Леброн Джеймс во ударен вечерен термин на спортската ТВ мрежа ESPN ќе соопшти за кого ќе настапува наредната сезона. 25 годишниот Джеймс стана слободен играч откако летово истече неговиот договор со Кливленд по 7 сезони минати во тимот. Во игра за Леброн наводно се Чикаго Булс, Лос Анџелес Клиперс, Мајами Хит, Њујорк Никс, Њу Џерси Нетс. Се разгорува дебатата во САД околу илегалната имиграција. Неделава Одделот за правда поднесе жалба за преиспитување на уставноста на новиот контроверзен закон во Аризона, според кој властите можат да легитимираат лица за нивниот имиграционен статус само ако се посомневаат дека во земјата престојуваат илегално. Федералната влада тврди дека Аризона ја минала уставната линија, што гарантира дека федералните закони се пред сојузните. Секретарката за домашна безбедност Дженет Наполитано за Гласот на Америка вели: Спроведувањето на законите долж границата и во пограничните сојузни држави е првенствено федерална одговорност. Аризона е најширокиот влез за илегалната имиграција во САД, дом на проценити 460.000 кои незаконски дошле во земјата. Подржувачите на законот, како Колби Меј од Американскиот центар за право и правда, тврдат дека владата не чини доволно да се справи со проблемот. Аризона не се обидува да ја регулира имиграцијата. Едноставно усвои закон што го осликува федералниот, што веќе постои 40 години. Тогаш зошто е владата шокирана? Стив Владек, кој предава уставно право на Американскиот универзитет, смета дека судот ќе се повика на првенството на уставот и ќе пресуди против Аризона. Владата го оствари посакуваното да покрене национална дебата за реформа на имиграционата политика. Владата бара судот да го забрани законот што треба да почне да се спроведува подоцна месецов. Обете страни најавуваат дека ќе одат до крај, со што случајот може да заврши во Врховниот суд.
Вейн Хендерсон има репутација на еден од најдобрите производители на акустични гитари во Америка. Работилницата се наоѓа во неговиот дом во планински предел на сојузната држава Вирџинија. Кај Хендерсон треба да закажете и нема брзање. Само легендарниот гитарист Ерик Клептон чекал 10 години за изработка на неговата гитара. Well, that sounds real good now. Got all that tone and ring and Со изострен слух за вибрација на секое парче дрво што го користи за изработка на гитарите, Вейн Хендерсон е познат меѓу музичарите по префинетите инструменти. Ме прашуваат како ги правам. Едноставно земам добар, остар нож за делкање и го отстранувам сето она што не личи на гитара. Звучи просто, но за тоа е потребно долго време. Од нарачка до готова гитара, кај Хендерсон обично требаат 5 до 10 години. 63 годишниот занаетчија вели дека почнал да прави гитари уште како млад, бидејќи морал. Моето семејство свиреше фолк, но јас немав пари за гитара. Од секогаш самиот сум создавал нешто. Па дојдов на идеја да направам гитара за себе. Така се започна. Вака го објаснува процесот на изработка. Освен одличен материјал, мора се да биде солидно искомпонирано. Од квалитетот на дрвото до звукот што се добива, за се е потребен добар слух. Можете да чуете како дрвото да ви говори, додека работите на него. До сега има произведено околу 500 гитари. Воедно е изведувач и спонзор на годишен музички фестивал за собирање средства за помош на млади музичари. Но најважно од се, освен неприкосновен талент за правење на гитари, Хендерсон е познат како добар пријател кој ужива да посвири. А во утрешната емисија цвета бизнисот со пластични операции во Либан, достапни за речиси, сечи и джеб. Ова поволно се одразува и на туризмот во земјата. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Заминете од Либан помлади и поубави. Бројните хирурзи, достапните цени ја направија земјата мека за пластични операции. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Вилковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и имете пријатна вечер.